Топ тема, добро вечер. Од силните најави, но и барања за промена на изборниот модел, остана само добри желби. Работата на работната група за промена во изборното законодавство сосема известно дека ќе се сведе на технички модификации според последните препораки на ОПСЕ ОДИХР. Оти за друго, не дека нема време, туку видливо е дека нема политичка волја и согласност кај големите играчи на политичката сцена. Па од тука и дилемите за вечер. Има ли пат за третиот пат? Дали изборниот модел ги подкопува шансите на помалите, нови и партии во зачеток? И кон кое гласачко тело ќе атакуваат? Разочараните од СДСМ, отпаднатите од ВМРО ДПМН или разочараните во ВМРО ДПМН или оној огромен контингент неопределени кои во анкетите одбиваат да се изјаснат на избори, одбиваат да излезат. Каква алтернатива нудат за правото и неправдата, економијата, надворешната политика? Кој од нив ќе го менува Преспанскиот договор, а кој ќе донесе правда и правдина за сите? Тоа се само дел од прашањата за моите вечерашни гости. Професор Марина Мариш-Саздовска, подпредседател на Интегра, Македонска конзервативна партија. Добро вечер и добре дојдовте. Александар Тортевски, иницијативен одбор на твоја партија. Ќе видиме дали лидер или на која функција наскоро. И Љупчо Алексовски, председател на ФРОД. Добро вечер и добре дојдовте за сите и само едно објаснување за големата и верувам непотребна врева зошто овие луѓе и зошто овие партии. Затоа што тоа е автохтона одлука и донесена врз основа на независната и повторно ќе речам автохтона уредувачка политика на Телма телевизија. Обврска за еднакво застапување и представување и повикување на сите политички партии регистрирани во земјата не постои никаде. Обврска за повикување и овозможување за изнесување на ставовите на сите учесници во изборната трка постои само за време на избори. Телма тоа го почитувала и ќе го почитува. Се понатаму е во доменот на независноста и автохтоната уредувачка политика, а изборот на овие партии вечерва не бидејќи е секоја помалку специфична. Дел нови, дел што туку формирани, дел од нив, поточно две се во најава. И првото прашање за најновите, господине Тортовски, докаде е твоја партија? Ова не е не персирање и не почитување, такво е името, така одбравте. Да, апсолутно. Ние во сабота имаме еден проширен состанок на иницијативен одбор, каде што ќе може да дојдат сите кои што досега јасно се изјаснија дека ќе пристапат кон оваа наша иницијатива. Тоа е во кинотека во 16 часот. За 7 декември е закажано основачко собрание, од кога ќе почнеме да ги собираме формално пристапниците, затоа што знаете, за да пристапи некој треба да прифати статут и програмата и да се донесе. Да. Но ја следам оваа динамика, овој распоред. Има време? Да се конституирате? Да. Според нашите планови, јас сум убеден дека ќе успееме и да се регистрираме и да создадеме квалитетни листи и на листите да ставиме луѓе кои што ќе влеваат доверба дека она што го прокламираме и за што се залагаме дека ќе успееме да го реализираме. Сметам дека единствено што ќе остане да ги убедиме гласачите дека навистина ќе го реализираме она што го зборуваме. Господја Саздовка, како оди интеграцијата меѓу потенцијалното членство на Интегра? Како што и самиот назив на партијата кажува, Интегра Македонска конзервативна партија навистина интензивно работи на терен во Македонија, меѓутоа и во контактите со диаспората и со сите надворешни чинители, за кои што сметаме дека може да дадат допринос во нашата афирмација. Она што можеме да го забележиме, тоа е дека во изминатиот период навистина имаме интензивно интересирање од страна на членови и гласачи државјани на Република Македонија кои што би сакале да се придружат и ние работиме во тоа интензивно во периодот кој што ќе следи.
Алексовски, ако се суди, се извинам, според последниот проглас на Фродем, веќе се откажувате се чини од намерите од некаков подем преку реформи внатре во ВМРО-ДПМН. Имавте низа такви обити и од она што може да се прочита малку повеќе и меѓуредови од тој проглас е, ако не сега, не никогаш, односно своевидна најава дека ќе излезете на избори. Точен е заклучок? Да, точен е заклучокот. Ние како Фродем бевме првите кои во најголемата сила на груевизмот и на фамилијата во нивното владење собравме храброст како луѓе, како индивидуи, како организација да се спротивставиме на тој, да кажам, режим, се со цел да се демократизира ВМРО-ДПМН и десницата да добие еден, да кажеме, обединувачки дух, со кој дух ќе може да настапи на изборите како вистинска демократска десница. Тоа не се случи од X причини, тоа веќе ви е познато на сите. Нашата борба и понатаму продолжува, нема да се откажеме од борбата за демократизација на ВМРО-ДПМН и на општеството, така да и на овие избори ќе настапиме со истата идеја, бидејќи во изминатиот период со познатата приказка за една изборна единица, па тоа демократизација на самиот процес на изборите, гледаме дека е само фарса меѓу ВМРО и СДС. Тоа се случува како еден договор меѓу двете партии прекјутен. Едните ќе грумат демократи кои сакаат да го демократизираат општеството во смисол да направат една изборна единица, додека ВМРО-ДПМН ќе одржи ставот чисто на постоечкиот Даунтов модел. Ние сепак ќе настапиме и мислиме дека тој модел што ќе остане сепак е добар за државата, затоа што помалите партии нема да видат една лакомост, со која лакомост ќе сакаат секој поединечно да истапи на изборите, така да ќе биде едно нужно обединување, потреба за обединување, за освојување на одреден број на гласови, со кои гласови ќе можат конечно да го доведат народната желба и потреба на народот да воспостави држава. Ние, луѓе... Добро, ќе разговараме детално, очигледно одите на идејата за обединување, меѓутоа прашањето ќе биде со кого и како со оглед на платформите што ги имате. И за вас сосема кратко истото прашање. Роковите се брзи. 3 јануари, техничка влада, 11 февруари веќе распишување на собранието и распуштање. И од тогаш почнуваат да течат роковите. А ако што значи тоа за вас од аспект на време? Времето за нас не е проблем. Значи, ако во смисло на тоа дали ќе оформиме конкретна партија или ќе учествуваме како коалиција, односно поддржуваш на одредена коалиција која ќе застапува народните интереси на следните избори, ни едното ни другото не е проблем. Имаме кај нас во самото членство луѓе кои се за оформување на партија, луѓе кои се за застапување на интересите на исконското ВМРО-ДПМН, бидејќи ова ВМРО не ги застапува исконските вредности на ВМРО. Идеологијата сосема е изместена. Овде ќе имаме изместени вредности. Секако Фродем ќе настапи на тие избори, одлуката ќе се донесе во следните 2-3 недели, дали ќе биде тоа Фродем како партија со одредено име кое ќе го одлучи нели поширокото членство, или ќе биде како граѓанско здружение кое ќе учествува на изборите, кое ќе поддржи одредена коалиција. Идејата на Фродем е обединување на сите македонски сили кои ги застапуваат народните интереси за конечно правење на една македонска држава која ќе има релевантни институции, а не да биде квази држава. Зашто Ке разговараме за тоа, но да преминеме малку околу првата дилема што ја поставив господине Тортевски, а таа има ли пат за третиот пат, гледано од аспект на изборниот модел кој што покажа неповолни тенденции во минатото за партии во подем, партии во најава, помали партии. Факт е дека просторот за делување е многу стеснет заради клиентелизмот кој што постои во Македонија.
значи двете македонски условно кажано главни партии, тие абсорбираат кај себе околу 300.000 клиенти. Тие не се вистински членови, тие се едноставно материјално врзани и мислат дека екзистенцијата им зависи од нив. Значи, тоа е огромен дел од администрација, луѓе кои што сметаат дека семејствата им се обезбедени преку тие партии, тоа е начин на живот, тоа е начин на екзистенција и тоа го стеснува просторот заради тоа што 600.000 луѓе отприлике не размислуваат слободно. Тие се на некој ниво на да не ги навредува меѓутоа закрепостени граѓани. Така што ние сме сигурни и нашата одлука е тоа дека ние ќе претендираме на оние 20% слободно мислечки луѓе кои што не сакаат да размислуваат по стереотип, да размислуваат онака како што партиите им наметнуваат, кои што се сигурни дека на еден слободен пазар во едно нормално општество ќе можат да заработат за себе и за своето семејство, кои што нема да мора да одат на митинзи за да некој не им избрка некој во Мислите дека се прави, дека може да се направи партија конкурент на двете големи партии преку социјалните мрежи? Алудирам на дел од она што стои дека каква ќе биде или нема да биде твоја партија и ти на едно место пишува твоја партија нема да биде од оние партии кои што ќе се собираат во местни комитети, сали каде што ќе има луѓе кои што се дојдени збунети и не знаат зошто се тука. Но ние кога размислувавме зошто имаме ваков систем во Македонија, имаме практично се пресликува во Македонија султанскиот систем на партиите. Партијата кога ќе стане власт, тоа го пресликува на државно ниво. Имаме премиерски систем, немаме парламентарен систем, немаме размена на мислења и тоа е затоа што партиите се така организирани. И размислувајќи заклучивме дека треба поинаква организација да имаме комплетно. Ние не е само тоа дека нема да одиме по митинзи. Мислиме дека е бескрајно глупо сега да напуните вие 100 автобуси од цела Македонија и да ги носите во Делчево, да викаат таму со знамињата за владеачката партија или за било која од големите партии, тоа никого не го убедува во силината на таа партија. Сите знаеме дека они можат да донесат автобуси, меѓутоа тоа создава огромна обврска. Сепак постои нешто што се вели партиска инфраструктура од каде што треба да се почне да се работи. Ние одиме поинаку. Нашата основна организација е по стручност и по афинитет. Ние одиме со работни групи, во моментот се 7, и тоа се отприлике колку што се залагаме да има министерство. Например, еве еден пример ќе ви кажам. Само работна група за екологија, економија, стопанство и образование. Заедно. Значи, индустријата и екологијата мораат да најдат додирна точка кај ќе се судрат, кај ќе се најдат. Заради тоа што не можеме да речеме 100% чиста Македонија на сметка на индустријата. Меѓутоа не можеме да речеме 100% чиста силна индустрија на сметка на екологијата. Мораме да ги усогласиме тие две наизглед протиставени сили. Трета тука група, многу битна, е образование, заради тоа што стопанството треба да каже кој кадар му е потребен да излезе од образованието. Во ред се тие организацијски аспекти, меѓутоа прашањето ми беше околу како ќе се одвива мобилизацијата. Велите нестандардна партија, без местни комитети, без ќе има лидер партијата? Па ќе има колективно раководење со кратки мандати, уште размислуваме на лице кое што ќе ја представува партијата во тој период. Председател на президиумот на... Па нема да биде президиум, тоа има друга една партија. Да, знам, јасно ми е. Президиум има една партија која што токму вака реагира, која што се прокламира за... Имаше порано една. Да, имаше, знам исто. Меѓутоа, токму таа, еве, за левица што реагира, сега зошто сум јас тука или колегите, зошто сме тука, токму сме за тоа што они зимаат 93.000 евро од буџет. Годишно.
Левица зима 93.000 евро од буџет. Токму ние и јас сум на ова место тука. Не можам да живеам во држава во која што Левица ќе зима 93.000 евро. Ако бидеме искрени сега да не навлегуваме во Левица, во тоа што се случуваше во Левица, според словото на закон си ги заработија според тие гласови што ги освоија. Ама законите ги донесоа ВМРО, ДПМН и СДС. Они се договорија за да зимаат они милион евра, а за да зачутат Левица и да дадат 100.000 евра. Добро, не е само Левица, тука се игрок. Сите што учествуваат, сите добија. Зима и МАК, и Титови сили зима 200 и кусур илјади, МАК зима 400.000, на Јанко Бачев партијата зима огромни средства од буџетот. Значи, не можеме навистина понатака да продолжиме да го гледаме ова расипништво во државата. Значи, ме убедуваат дека тоа е начин на финансирање на политички партии кој што функционира, например, во Холандија. Се сложувам дека е така. Меѓутоа во Холандија премиерот оди со велосипед на работа. Да. Не вози од 600.000. Беше предложен како модел кој што ќе ја намали корупцијата и влијанијата. А што значи тоа? Па тоа сите крадци да им дадеме пари од буџет за да не крадат, што? Јас се согласувам со тезата дека таквиот начин на финансирање треба да се менува, но еве останува да се види кому граѓаните ќе му дадат доверба на априлските избори и дали работите ќе почнат да се менуваат. Господја Саздовска, оно што е специфично, а и го нагласивте, свртување и кон диаспората. Колку што знаме, дел од вашето раководство замина и на, ако можам така да ја кажам, турнеа прават други личности, меѓутоа еве на службено патување или на мобилизација на дел од диаспората во Австралија. Зошто? Јас, ако ми дозволите, само бидејќи не дозволивте Интегра да го даде свој став на претходното прашање, многу кратко ќе се осврнам во однос на третиот пат, новите партии и така натака. Нашиот став е дека населението во Македонија е длабоко разочарано и од ВМРО и од СДСМ, меѓутоа она како што беше кажано до сега, навистина постои можноста тие да го искористат механизмот кој што ги имаат со нивната инфраструктура и така натаму, особено тие кои што се на власт, повторно да се обидат да ги добијат оние гласови на кои што претендираат. Меѓутоа, она што ние го сметаме, а кое што беше кажано и во нон-пейперот кој што го добивме од Франција, дека еден од условите е правната држава и регуларните избори кои што би требале да се регулират како еден од условите Македонија да влезе и да ја почне пристапната процедура во Европска унија, токму тука јас би кажала дека лежи одговор на прашањето. Не е толку едноставно да кажете што мислите вие за третиот пат постои или не постои и дали ќе се јави некаква нова опција. Јас сум убедена дека во Македонија не само што може да се јави трета опција, туку ние можеме да размислуваме за нова прва опција. Токму заради тоа што постои таква една разочараност кај населението. Кај нас пристапуваат голем број на луѓе кои што, верувајте, велат ве поддржуваме, ова не е, мислам, додворување или нешто, или само една флоскула, меѓутоа не смееме јавно да се појавуваме. Значи, се уште постои страв кај населението. Или пак оние кои што се одважат да дојдат на нашите трибини, потоа, значи, евидентно тоа го имаме на социјалните мрежи, значи, дека тие се на некој начин дискредитирани во нивните средини и така натака. Значи, се уште, за жал, третите партии, како што вие милувате да кажете, го немаат оној равноправен статус кој што би требале да го имаат, но ние се бориме за тоа и се надеваме дека ќе го постигнеме. Како во овие услови со ваков изборен систем? Се е убаво. Прашање на избор, прашање на идеологија, тоа што сте го запишале и вие во вашата програма, и вие, и тоа што стои во приоритетните области на твоја партија, но прашањето е како во вакви услови. Токму тоа сакав сега да го кажам. Бидејќи ги имаме бројките, го имаме искуството дека за жал во низа изборни циклуси во минатото се гласаш повеќе против или како знак на револт, не за одредена опција и од друга страна едноставно изборниот модел ги меле сите овие идеи, иницијативи, без оглед колку да се тие издржани. Така, токму тоа сакам да го кажам. Идеолошки или да произлегуваат од она што е така, тоа е прашање како ние ќе ги реализираме наредните избори. Значи, за жал, ние констатираме дека ниту едни избори до сега, колку тоа и да звучи
позитивно во однос на оценките кои што ги дава ОДХР или некои други меѓународни организации или налюдувачи, мониторинг или како сакате кажете ги, сепак ние избори немаат поминато без никаква дамка во однос на нивната законска реализација. Та дури ние имаме и предмети во СЈ кои што се водат токму заради пропустите, односно манипулациите кои што се правени за време на изборите. Тоа значи дека единствено и само доколку имаме фер и демократски избори, каде што ќе можат да се представат сите подеднакво, ќе може да бидат некој гарант за успех понатаму. А ако граѓанинот е препозна опцијата, значи која што ја нуди било која од овие партии кои што денеска седиме на маса, јас почнав да зборувам за Интегрирана македонска конзервативна партија, и ако таа партија има можност фер и демократски со сите останати рамноправно да го трча изборниот круг, јас сум убедена дека граѓаните ќе успеат да препознаат онаа опција која што нив ќе им нуди просперитет, која што ќе им нуди гарант за нивните права, обврски и така натака, и ќе бидат слободни да изразат својата волја на изборите. Значи да не бидат уценувани со губење на работно место, со било какви други манипулации кои што знаеме дека се случува за време на изборните процеси. Алексовски, каде го гледате капацитетот за здружување? Бидејќи ако ве анализирам само трите партии, односно една иницијатива, и вие сте се уште иницијатива за партија, една партија, според она што се некои да го земеме односот кон Преспанскиот договор, кон преговорите кон француското, не би рекол дека тука меѓу вас трите партии нема можност за Видете, првим треба да ги земе во обзир тука постоечките, да кажем, релевантни анализи од релевантни кујки кои прават анкети по однос на одредени прашања. Ако земеме во предвид тие анкети, ќе видиме дека само 30% од македонското граѓанство на Република Македонија се изјасниле дека ќе гласаат на престојните предвремени парламентарни избори. 70% не сакаат да гласат, односно довербата во однос на ВМРО ДПМН, СДС и ДУИ е веќе изгубена. Значи имаме 70% на граѓани кои се слободни и слободоумно веќе размислуваат после сите овие последователни, да кажем, историски случувања што им случува во претходниот период. Интересен податок е тука дека во моментот кога Франција го даде тоа вето за пристапување на Македонија кон Европската Унија, бројот на граѓани во Република Македонија кои се спротистави, односно кои покажа револт кон тоа не, е зголемен. Значи, луѓето во Македонија конечно се освестија дека Преспанскиот договор не е вистинскиот пат кон Европска Унија. Друго е прашањето тука, колку ние, без разлика дали сме од ВМРО, дали сме од СДС или од било која друга партија, се чувствуваме поносни или непоносни со прифаќањето на тој Преспански договор како гаранција за влез во Европската Унија. Тоа ни го кажа Маркон. Ние практично не е прашање на Преспанскиот договор дали ќе влеземе во Европска Унија. Прашањето е дали ние ќе бидеме вистинска држава со правен систем кој е темелот на државата или ќе глумиме држава на одредени фамилии без разлика дали се од левица или од десница. Ќе ги побарам ставовите околу овие прашања, прво околу потенцијалот за коалицирање, бидејќи особено Фродем е јасно дека пред се и над се атакува на она што е незадоволно членство во десницата, пред се во ВМРО ДПМН, но исто така можат да ви забележат дека имавте многу обиди за разговори, некои ќе речат доближувања, договори со раководството, во кои што едноставно не успеавте. Точно е тоа, раководството на ВМРО ДПМН не е вистинско раководство на ВМРО ДПМН, тоа е раководство на фамилијата и останатите глумажи што се случуваат изминатиот период, кавги со ово или со оно, и тоа све е глумажа. ВМРО ДПМН е фамилиарна партија, како и сите други партии во Република Македонија. Што е гаранцијата дека вие нема да бидете дел од оние десетина кои што се изнедрија од излегоа и потоа повторно се вратија под прегратката на порано жолтата, сега белата куќа?
Видете, значи ние се бориме за принципи и за идеали, не се бориме за функции и места. Тоа е разликата. Овде се работи за принципи. Македонија е на папир само демократска држава. Сите политички партии во Македонија имаат свој статут, кој статут не е демократски. Единствен статут кој последен беше демократски во Република Македонија беше статутот на СДС. Тоа можда ќе звучи чудно во овој момент, меѓутоа со догаѓањето на господинот Заев го прифати статутот на ВМРО-ДПМНЕ. Односно, сите надпартиски избори ги превзема раководството, односно господинот Заев. Значи, денеска да бидете преседател на општински комитет на било која партија во Република Македонија, ќе значи да имате амин од постоечкиот преседател на постоечката партија. Немаме внатре партиски демократски избори. Проблемот во Република Македонија е многу едноставен. Нема демократија. Ама вие сега немате време да ги решавате сите тие големи проблеми на македонскиот политички систем, бидејќи сите се соочувате. Ама во моментов сите се соочувате со еден клучен предизвик, а тоа е мобилизација на поддржувачите за да успеете некако да влезете во трг. Просто ќе ви одговорам. Доколку македонскиот народ е свесен за својата политичка и историска состојба во моментов, каде се наоѓа и зошто се наоѓа, и доколку препознае обединување на македонските сили кои сакаат да изградат македонска правна држава, правна го потенцирам, зашто ние правна држава немаме веќе 30 години. Во бившиот комунистички систем каква таква имавме правна држава, сега немаме никаква држава правна. Ако го препознаат тој концепт и доколку следните македонски мали партии, да ги крстам, имаат доблес и храброст и визија да се обединат за да изградат нормална правна држава, повторно го повторувам зборот правна, која ќе гарантира право за сите подеднакво, тогаш може да разговараме за Република Македонија како држава која ќе претендира во ЕУ и НАТО. Све другото е лага и превара. Портиски, се уште сте во зачеток, колку ќе биде предизвик, бидејќи не знам, има некои и приоритети, идеи или различности кои што ги нудите на твоја партија, кои што навистина наликуваат на утопија? На вистинско решение. Вистинско решение може би да, меѓутоа во моментот наликува на вистинска утопија. Знаете, да кажете ние нема да се доближиме до ниту еден бизнес центар, нам нема да ни требаат пари за кампања, нам нема да ни треба ова, нам нема да ни... Видете, само тоа беше можеби дел од претходниот прашање што не успеав да го одговорам. Значи, само оние што сме дел, најтесниот дел од иницијативниот одбор, на социјалните мрежи имаме преку 250.000 следбеници. Веројатно дека голем дел од нив се поклопуваат, некои и кај мене и кај другите, меѓутоа веројатно тоа се околу 70.000 следбеници имаме. Не викаме дека тие нас ќе не следат и во партијата. Меѓутоа, кога иницијативниот одбор целиот ќе се обрати преку Твитер, преку Фејсбук, Инстаграм сега ќе инсталираме, имаме веб страна. Значи тоа веднаш стига до најмалку 200-250.000 луѓе, па го превземаат другите. Впрочем, и вие сте многу добро информиран за нашите ставови. За утопија. Знаете, може би сме социјал-утописти или сме надвор од овие клишеа и сакаме да бидеме надвор од клишеа, заради тоа што Македонија може, мислиме, да извади од калта, од оваа состојба само елита. Еве, да не се преценувам, ајде, може би е пресилен зборот, меѓутоа само луѓе кои што многу веруваат во себе. Јас и раководството кој ќе биде избрано на твоја, ние не го прифаќаме. Мене ми се крева утробата кога некој ќе ми каже: абе, остајте, а сега е Естонија, ние не сме естонци. Кој ќе му кажеш: добро, како може Естонија да има електронска влада
и една електронска администрација и само 3 работи во Естонија морате да излезете од дома да ги завршите. Тоа е да склучите брак, да се разведете и трговија со недвижности. Се друго оди онлайн. Кажете ми какви се можностите за корупција во таков случај. Кога се друго, градежна дозвола, планови, уверенија, дозволи за работа. Тоа повеќе прашање на свеста, бидејќи зад компјутерите стојат луѓе, ние сме свесни. Аксим системот. Ама добро, тогаш, добро, ако не се споредуваме со Естонија, ако не се трудиме да стигнеме Естонија, не викам дека ќе успееме 100% првата година. 5% првата година, 15% втората. Не, водете ти амбиции, јас тие програмски амбиции не ги спојам, мене ми е нејасна намерата како мислите да мобилизирате луѓе исклучиво преку социјалните мрежи. Тој момент ми е специфичен кај вас. Инаку, околу програмските определби дека Македонија треба да стане Естонија, дека треба да има 7 министерства или ова, тоа си се сосема легитимни прашања. Кога не би биле новинари, кога би требало да се одлучите за партија, некоја, каде што ви е блиска. Дали би пристапиле кон партија која што ви го нуди ова, дека ќе бидете во една група влезени со релативно истомисленици и која што ви е блиска со ставовите, групата. Например, за слобода на медиуми, од дома ќе можете да комуницирате и да давате собствено мислење во таа група, а партија која што нема да ви рече утре во 6 се трга за Делчево со знамето. И со сендвич. И со сендвич. Значи, јас кога разговарав со неколку луѓе кои што ми беа битни и кои што би сакал да ги видам во оваа наша партија. Обично не одговорам на прашања, бидејќи јас поставувам прашања, но ќе ви кажам само дека и мене ми е чудно тоа одење на митинг од Струмица во Делчево и така. Токму тоа, ние претендираме на отприлike тој луѓе. Подеднакво и подготвеноста за мобилизација преку социјалните мрежи, бидејќи вие можете да напишете, да тестирате за, не знам, правник сте, има деновиве многу поводи, еве, може би одлуката утре на Уставен суд, која што расправата пред Уставен суд која што треба да се отвори, која што може да значи ако продолжи крај на сите случаи на СЕО и ќе добиете 1000 ретвити на Facebook, на Twitter, ќе добиете 200.000 лајкови, а на протести ќе би излезат 20. Јас ќе ви кажам уште однапред. Таа одлука ако се донесе на Уставен суд, мада не е добро во една нормална држава, нити јас како некаков си правник, нити тие како Уставен суд, не би смееле да размислуваат за тоа прашање. Уставен суд не е овластен да навлегува во казнената политика во висината на запретените казни. Запретените казни се одредуваат во зависност од тежината на одредени дела и што општеството го смета во тој момент приоритет. Ако се многу зачестени, нормално за одредени дела се пропишуваат повисоки казни. Ако се изгласа тоа, јас сум уведен дека тоа е кривично дело. И впрочем, тоа е резултат на клиентелизам. Тие луѓе се платени, еве јас гарантирам пред целокупната македонска јавност, дека се платени да го постават ова прашање на дневен ред. Тоа е корупција, тоа е резултат на корупција. И јас не отстапувам од тоа. Ако некои гарнитури се подготвени, тоа да им го простат. Јас имам обврска да ве предупредам дека може би ризикувате клевета. Учен сум да седам на обвинителна клупа. Меѓу другото, на времето Дзинго ме тужеше за боновите што го прозивав и мислам дека 42 пати седев на обвинителна клупа и на крајот се откажа кога им реков дека треба да се пресмета колку го оштетиле буџетот, дека треба да се прави вештачење. Меѓутоа да довршам околу ова. Со многу луѓе кои што ми се драги, кои што би сакал да ги видам, кои што ги ценам, кога разговаравме, знаете, кога ќе му кажете политичка партија и тој се замислува месна заедница, штаб, ќумбе на дрва, на нафта, па се пие ракија таму, па се дебатира дали Трамп е умен или е глуп. И прашање што воопшто не се во нивна надлежност или имате еден разнолик состав, еден земјоделец, другиот е
не знам, правник или доктор и сега тие се членови на месен комитет. Добро, еве, почнавте веќе и ќе го почнам овој круг од вас по прашањето на Уставниот суд. Еве и затоа и поставив само две тези, бидејќи немаме време за многу. Право на дворечна политика, а тука е поврзано и ова, и економија, не знам дали ќе имаме време, во однос на правото и правната држава, што е она што вие поразлично би го понудили. Сега ова малку наликува на некакво представување, меѓутоа сепак сакам да ги доловам и разликите кои што постојат, особено во сферата на надворешната политика, бидејќи тука сте диаметрално со спротивни ставови. Сега за правото ви или? Да. Првото прашање околу правната. Тука немаме спор, сите сме согласни, мислам. Да. Нема право во државата, има Министерство за неправда. Добро, актуелно е прашањето за ветинг, сосема кратко. Кој е ветинг и на каков начин? Бидејќи го имавме во платформите, се откажа, а сега повторно се актуализира. Па ние не се откажуваме, значи ветингот е првата работа што треба да направиме, меѓутоа нагласуваме дека со сериозна странска помош. Ние нити сме правеле ветинг некој во Македонија, нити знае ни тоа да помине. И второ, покажавме дека ние многу работи, не зборам ние како твоја партија, туку како општество, ние сме премногу мали за одредени состојби да можеме да ги спроведеме и затоа ни треба стручна и персонална помош од надвор. Луѓе кои што ќе седнат трезвено, објективно, корумпирано, инфицирана структура која ќе работи по право. Прво е имотната состојба на сите во последните 20 години, тие што не можат да докажат потекло на имот, не може да бидат понатака. Впрочем, во Албанија еден голем дел од судиите кога го слушна овој критериум не поднесува документи за остана без суди, па затоа. Сега, ама видете, и ако имате метастаза, не дај Боже, во една нога, ќе останете без една нога, меѓутоа ќе живеете. Значи, сите сме согласни во тој дел, ветинг се разбира, независно судство се подразбира, да нема влијание помеѓу трите власти, и тоа го се подразбира една правна држава. Меѓутоа, моето прашање би било повеќе фокусот кога ќе ги избереме веќе тие судиеви да ги утврдиме тие критериуми со ветинг, прашањето за корупција. Ние имавме избрани судии, меѓутоа тие после се претворија во сваровски судство. Така да, значи, и после тоа би требало интензивни пременувања на правила и принципи што би значило намалување на корупцијата во сите сфери по рамките на тоа судството. Само ве молам да ми дозволите малку едно парафразирање на господинот, можеби не е запознат со сите статути на политички партии, само накратко ве молам да објаснам дека во Интегра Македонска конзервативна партија, општинските комитети се формираат од 12 личности кои што ќе се прокламираат самите како активисти, кои што сами меѓу себе потоа го бираат председателот, раководител на општинскиот комитет, значи не сме султан партија, не сме човек партија, не ги наложува председателците кои што се таму, и можеби е раритет во Македонија, имаме етички совет кој што има право да ги проблематизира одлуките на председателството, да врши одредена внатрешна контрола. Нормално првите тројца ги бира председателството, меѓутоа тие после бираат уште четворица, значи 7, мнозинството нема да биде во подлијание на председателството, и значи имаме еден внатрешен демократски механизам за партиското функционирање. И на вас да не ви останам должна. Интерреметинг, да. И на вас да не ви останам должна на прашањето, не правиме ние турнеја заради турнеја. Еве како еден раритет можам да ви кажам, а многу добро може да се следи тоа на социјалните мрежи за нашите активности. Интегра Македонска конзервативна партија беше првата која што оствари контакт со Стеровски, нашиот пратеник во собранието во Албанија, кој што е по потекло македонец, потоа сите државни делегации воспоставија контакти така натака. Нашата идеја за контактите со македонците во светот е, а особено со соседите, тоа ткиво кое што е врзно и кое што постои и во Албанија, и во Бугарија, и во Грција, да не остане одродено и да има таа директна нишка со Македонија, а во склоп на тоа се разбира се и сите останати дестинации каде што имаме македонски иселеници. Првен да одговорам на господјата, драго ми е што тоа така е во вашата партија, бидејќи ми е драго, бидејќи вашиот претседател беше член на Фродем. И тоа што го прифатил практично ги покажува своите заложби дека вистински се залага за демократизација на општеството и на партијата, зашто демократизацијата почнува од партијата па се пренесува во општеството како власт. Така. Тоа ми е драго. Значи господинот Љупчо си достоел на својата идеја и тоа го прифаќам со големо задоволство. Вашиот краток став околу тоа, ветинг да или не и како? Ако збориме за судството,
во судството, обвинителството, еве има идеи кај политичарите? Мене, ако конкретно ме прашате, како личност и нормално како Фродем, ќе ви кажам дека ние имаме Министерство за неправда, имаме независно мафијашка судско-обвинителска банда, тоа е вистината, сакој сака да ја прифати реално вулгарно или невулгарно. И ако ние, темелот на државата, ако е правдата и правда за сите подеднакво, е вистинска, тогаш треба таму да ги направиме основните реформи за да направиме вистинска држава. Последен пат слушав некој таму се јавува по телевизија и дава изјави дека Европската Унија не им давала на новата власт, не знам, да направи реформи во судството, кај што ќе направи, да кажеме, како што ветинг, па не знам, комплетен реизбор и така натаму. Тоа значи дека Европската Унија, меѓународниот фактор, учествува активно во поддржување на мафијата. Тоа така го сваќам, не може подминато да го сватам. Немале доверба дека оваа гарнитура има капацитет да го справи. Да, меѓутоа со гласањето за 27-ми, после 27-ми и пратениците, значи за Добро, па официјалното објаснување кое што може да се добие дека се е тоа поради негативните искуства во Албанија, бидејќи буквално заради таа опција да се откажат од страф да не, видете сега, дали е парадоксално да прашам јас, бидејќи имаме сега нели на службата. Но прашањето е легитимно зошто еднаш зошто за службата УБК ДБК или како се вика сега направија ветинг, па наново избор, реизбор и така натаму, а за судиите остана исто. А затоа го имаме 27-ми, па затоа го имаме гласањето со 80 и колку 80 гласа мислам беше за промена на името. И имаме во 6 саат од поручек, што тоа во ниједна судска пракса никогаш во Република Македонија, господинот е адвокат, знае дека се ослободил човек во 6 саат од притвор за да дојде у собрание да гласа. Кого лажат, тоа максимална превара, тоа го нема нигде у свет, човече. И сега зборуваме ние за судство, за правен систем. Па тоа се гледа дека политиката владее со судството. Судството е една багра таму собрана каде што синови се адвокати, не знам, мајки, татковци, суди, не знам, другите внуци, премнуци, не знам што се, сите се инволвирани, обвинители и така натаму. Надворот да оставиме нешто и за во кампања решение. Не зборуваме за кампања, зборуваме за реалност. Дека ние немаме комплетен реизбор, распуштање на комплетно судство, обвинителство и правобранителство воедно. Не се подсмевајте, зашто знам дека истото го мислите. Јасно, Ние не може да изградиме држава. Гарант за организирано општество и држава е правен систем под еднаква правда за сите. Ние нит сме имале 30 години под еднаква правда, нит правен систем за сите. Сме имале правен систем за обичниот народ, граѓаните, кои одговарале за, не знам, 10-20 кебап или, не знам, за 5 тегли ајвар, и сме имале за некои корупции кои украле 100, 200, 300 милиони, кои не одговарале, нормално да припаѓале на елитата. Голема тема е таа, особено сега со тренда. Не е горлива тема, или ќе го решиме тоа, или ќе немаме држава. Тортевски па... Значи, ние сметаме дека за политичарите, функционерите, правосудните работници и сите избрани политичари или сите избрани функционери не смее да има втора шанса. Значи, еднаш корумпиран, веќе не смее да добие втора шанса. Тука, јас би сакал да имаме договор на ниво на општество, дека дури и медиумите не треба да го повикуваат да дава мислење, независно што да речеме постапката му завршила на овој или оној начин, меѓутоа тоа треба да значи некаква дури и граѓанска смрт. Значи, еднаш корумпиран политичар и функционер да биде избришан од јавната сцена во Македонија. И тоа е некаква форма на ветинг. Во Истанбул, оној еснав, што го викаат, кога некој не би му платил на некого, ќе го осудат на граѓанска смрт, никој не му влага во дуќан, никој не пазари ке него, не дава никој да се жени, да се мажи за неговото семејство, единствениото решение е скокот, мостот во Босфор.
на БОСВ. Меѓутоа, тие се други правила, да не е... Вардар пресучи само поголеми повреди може кај нас да има. Господин Сазов. Јас се согласувам со господинот. Ние не смееме судската реформа да гледаме изолирано. Јас би рекла дека ако сакате да ги гледаме кривичните постапки како почнуваат од правосудните органи, од полицијата, потоа обвинителството и на крајот доаѓа судството. Ние прв прес конференција имавме одржано токму за полициското работење, за законот за Агенцијата за национална безбедност. Тогаш укажавме на проблемите, што сега како се одржа селекцијата, како што не беше согласно критериумите што законов тато како што ги предвидува не ги спроведоа, значи резултира со одредени проблеми во општеството, така да најновите случувања дека имаат дури оперативци кои што се сега на високи позиции во АБН приватни архиви во своите домови, навистина се постава под знак прашање во какви безбедносни органи и служби и полициски нели се функционира и се делува во нашава држава. Тоа е од една страна проблематизирано. Тоа е услов за да дојдете до судот на крај. Второто е прашање обвинителството. Значи, ние студентите ги учиме за примена начелото на брзина на постапување и на изненадување. Токму заради ситуацијата да не дојдеме до уништување на предмети за кривични дела, уништување на докази и така натака. Значи, повторно имате ситуација каде обвинителите им даваат месец дена рок на тие кои што се осомничени или во некаква корелација со одредени судски предмети да одат во Грција на одмор, подколку ќе се вратат, да им ги одземат компјутерите, да им ги одземат телефоните и така натака. Значи имаме крах во правната држава. Ние не дека не имаме само независно судство, туку од почетокот на целата тајна линија на истрагата на криминалистичките истраги ние имаме проблем во државата. Што значи дека ние ќе треба целокупна реформа, тука се согласувам дека системот ние треба да го направиме. Промена само во една талка не го решава проблемот, значи ние ќе треба да направиме целокупна реформа во сите овие сегменти на самата држава. Само еден пример. Денови има расправа и тоа со луѓе за кои што имам и добро мислење, меѓутоа за жал морам овде да го потенцирам тој лош пример. Минатиот конкурс во во Академијата за суди и обвинители, не ја знам точната цифра, меѓутоа една солидна бројка на луѓе се обидоа да влезат со фалсификувани уверенија за познавање на јазик, фалсификувани во Албанија. Од Албанија. Успеа. Влегува, меѓутоа се поништи целиот конкурс. Јавно да кажем, беа членови на ДУИ, успеа. Не само членови на ДУИ. Не зборуваме дека се само членови. Ја ќе ви кажам. Добро. Имам такви информации. Меѓутоа, значи, тоа што сега има и проблем во обвинителството. Оттука произлезе таа афера од одуваемост. Меѓутоа, знаете што е трагедијата? Што наследниот се примени. Значи, сега имате завршен студент кој што претендира таму да се наобразува, да се дообразува и утре да раздава право, да одлучува за човечки судбини, тој се обидува со фалсификат да влезе во таа институција, го фаќате и на следниот конкурс му викате добро, сега е во ред, ќе ги спуштиме критериумите и вие може да влезете. Истрагата никогаш не заврши, имаше само една сега јас ќе ви дам значи истрагата е друга работа. Меѓутоа, ако е тоа утврдено, управниот одбор мора да донесе одлука дека заради нив е поништен конкурсот. Дека заради нив ќе има проблем во изборот. Ма не се дојде до нив. А зошто е поништен конкурсот? Конкурсот беше поништен бидејќи се утврди фалсификат, но понатаму обвинителството не откри кои се тие 40. И ние слободно можеме да претпоставуваме дека тие се повторно на... Кој обвинителство? Чиво обвинителство? И по кој ингеренција работеше? Еве сака ви дам една ексклузивна информација. Јас сум член на ВМРО ДПМН од основањето. Јас сум ја основал ВМРО ДПМН со сите моите... Само да бидеме кратки бидејќи имаме реклама. Да, сега. Кога правиме муавет за судството, знаете ли дека во судството има избори внатре партиски, односно внатре судски, да кажам избори така. Знаеш ли колку пати јас сум дал ингеренции, односно насоки од партијата да делувам во одреден суд за одредени судии да гласаат за одреден човек да биде член на судски совет. Лично јас го имам тоа бие. А зошто не сте ги кажале тогаш? Јавно го кажувам сега. Сум имал прилика, прва прилика, јавно пред целата македонска јавност го кажувам и сум лобирал по одредени ингеренции на партијата, што било контра сите правни норми. Вие сте ургирале? Да. Зошто? Затоа што сум сметал дека човекот е во ред, човекот исполнува во ред. Меѓутоа имало такви... Сте кршеле системот, вашето Јас може да лобирам за кого сакам ако мислам дека се во ред. Ако вие како Тортевски мене пред мојот суд, да кажем, личен суд, делувате дека сте окей човек,
и треба да бидете во судски совет, јас сум лобирал. Сомнително дали може да лобирате од позиција на партиски представники на партија. Така, значи, сега ви кажувам искрено. Затоа ве прашувам зошто дури сега признавате, а не во времето. Одиме на реклама. Затоа што не сум имал прилика. Добро вечер и добре дојдовте назад во Топ тема. Александар Тортевски, иницијативен одбор на твоја партија, професор доктор Марина Мали Саздовски, Интегра, Македонска конзервативна партија и Љупчо Алексовски, председател на ФРОДЕМ, се мои вечерешни гости. Претрчавме преку правото, очигледно многу преголема амбиција да се опфатат повеќе теми, ќе ја прескокнеме и економијата. Оно што е најспецифично и околу што во моментов имаме може би најактуелна дебата, е што е тоа во однос на надворешно-политичките приоритети, а тоа се ЕУ и НАТО, ќе им понудат партиите, особено по француското не. И тука доаѓаме и до тоа што се разлики меѓу вас. Саздовска, од една страна, со категоричен повик за мораториум на Преспанскиот договор, забрана на замрзнување на сите законски промени кои произлегуваат од него, најава дури за кривична одговорност за веле предавство за таквите измени ако дојдете на власт, но цело време за пресконференцијата на 20 октомври се користи името Република Северна Македонија. Добро, тако сакаме да ги извадиме работите од контекст. Морам да дадам еден вовед. Не, контрадикторно. Преспанскиот договор, не без Преспанскиот договор нема ЕУ, нема НАТО, а од друга страна се користи мораториум на сите измени, а од друга страна на Република Северна Македонија. Значи не сум баш убедена дека нема НАТО, нема ЕУ, меѓутоа морам малку да дадам мал вовед. Значи ние зошто, малку само, една реченица. Дали ја почитуваме волјата на граѓаните со референдумското прашање и дали целокупната процедура која што продолжи понатаму беше врз база на мислењето на граѓаните? Не. Значи, тоа беше кратко јасно, така, нели, можеме да заклучиме. Од тука ние ги влечеме сите тие работи кои што ги даваме како наш став и мислење за Преспанскиот договор. Мораториум зошто? Затоа што условот за да се подпише тој договор беше да влеземе во ЕУ. После француското не, нормално условот не беше изборет. Барем за овој момент велиме ние, дајте да ги ставиме во мораториум одредените одредби кои што нели се косат со тие услови за влез во ЕУ од една страна. Од втора страна вие како што кажавте, значи постои одредено прашање кое што во тек на самите пристапни преговори требаше да се решава. Дали ние сега требаше да ги смениме сите документи, тоа беше таму предвидено постапно, етапно и така натака, со отварање одредени чаптери, поглави и така натаму. Ние како некој да не тераше со сила да ги изодиме тие чекори, не е потребно, избрзавме во одредени насоки. Токму заради тоа е нашиот став, значи да се стави една црта во смисла да се стави мораториум и да се види што е тоа што е неопходно потребно за продолжување на преговорите од една страна, но од друга страна она што не можеше да го испорачаме, ние не моравме да го испорачаме. Тоа е нашиот став. Од ВМРО ДПМН, например, не може да се добие конкретен одговор што тие би правеле со Преспанскиот договор. Односно, ако добија 2/3 плюс Бадентер, што е science fiction. Јас нема да навлегувам во тоа, но е сложена политичка математика, еве, тие велат ќе го ревидираме. Кој е вашиот став? Нашиот став е дека сите механизми во меѓународно јавно право што ни стојат во областа на договорниве работи кои што се уредуваат, ќе ги ставиме во сила како одредени механизми. Значи, прво се постава прашање дали нашиот потписник имаше право да го подпише тој меморандум. Дали министерот така бил овластен? Добро, од дали владата, од собранието, што е многу битно. Добро, ама дали е тоа меѓународна пракса, да речеме, и така натака. Значи имаме одредени работи кои што од старт не се на некој начин проблематични. Знаете што, јас ви кажам дека Интегра го слушкува сенсот на народот. Го слушува она што народот сака да го чуе, за да биде горд македонец во оваа држава каде што ние сега битисуваме. Ако тоа значи дека тие не се согласуваат со промена на името што експлицитно беше кажано на референдумот, ние ако сме во позиција да го направиме тоа, ќе ги најдеме сите правни механизми за да се исправи таа ситуација. Бареме владата на без проблем, при тоа да го не вие, туку вашиот лидер, бареме владата на Република Северна Македонија
веднаш да стави мораториум на договорот, бидејќи не следуваше почеток на преговори. Дали доколку следуваше почеток на преговори, за вас секе беше во ред со тој договор? Немаше да биде се во ред, бидејќи едно беше ерга омнес, едно беше за надворешна употреба, што беше предвидено, анализа на членовите многу добро укажува за договорот. Република Северна Македонија беше кажано во моментот кога се обраќаше председателот да објасни за тенденцијата на мерките кои што ги прилагаше владата, а не да каже нели како своја реторика, став или мислење. Алексовски, Поелете. кој е вашиот став? Ќе го ревидирате, ќе го поништувате Преспанскиот договор и како при тоа ќе одите во НАТО и ЕУ ако мислите дека е тоа стратешка определбата? НАТО и ЕУ не е спорно. Значи, ние како ФРОДЕМ и како демократска фракција на ВМРО-ДПМН потекнуваме од ВМРО-ДПМН. Првата партија во Република Македонија која го спомна ЕУ и НАТО за разлика од СДС беше ВМРО-ДПМН 90-та година. Да се подсетиме на тоа. Ние не отстапуваме од влезот во Европа и во НАТО. Меѓутоа, како да влеземе таму? Дали со спаднати гајки и со лобриган од милион евро од владата, или достоинствено, честно, како луѓе, како сите други што влегоа таму? Овој договор нит го признаваме, нит имаме намера да го признаеме. Има повеќе елементи зашо е тоа тако. Еден од елементите е идејата на ВМРО. ВМРО цел живот се борела за слобода и човечки правдини. Ако ВМРО се борела, тоа е признато и од Обединените нации. Јас може да се чувствувам марсовец и на никого во светот нема да му пречам. И вие ќе се кандидирате, ќе се кажам дека сум... Не, сослушајте ме до крај, ве молам. Не ме прекинувајте. На собранието на нема да се Република кандидирам, Северна зашто ја немам Македонија. амбиции политички. Меѓутоа, оној момент кога ќе кажам дека сум македонец, тогаш имам проблем. Со србите, со грците, со бугарите, со албанците. Зошто јас немам проблем како марсовец, него имам проблем како македонец? И Фродерм ќе има пратеничка листа, еве. Да, ќе има. Се да ви биде најдобро, со среќа, еве, од 10 пратеници, например, и тоа ќе биде пратеничка група во рамките на собранието на Република Северна овој срамен, Македонија. недостоинствен предавнички договор. Зошто? Замислете еден од тие 8 пратеника од ВМРО-ДПМН, кој по иницијатива на Мицкоски, Мијалков и не знам кој све таму кумуваа за таа работа да гласат, и не знам во 6 саат таму некој суди и чукаа пресуди за ослободување од притвор па гласање у собрание у 7 саат, ќе каже дека бил уценет и присилен да гласа затоа што ќе лежал затвор. И кај одиме со тој договор? Ве молам господин Тортевски како правник да одговорите на оваа дилема. Значи, треба да правиме разлика помеѓу Преспанскиот договор и уставните измени. За уставните измени во контекст на... Значи, Преспанскиот договор, мислам дека тој што тврди дека ќе го поништи, тоа е собирање на самопопулистички поени. Еве, и во Грција Мицотакис дојде со такви ветувања, меѓутоа тој сега мора да го спроведува Преспанскиот договор и мислам дека е честно да се каже дека од тоа нема бегање. Можеби некој Дали еден пратеник, јас конкретно прашање ви поставив. Да, и за колешката само. Дали еден пратеник ако каже дека под присила, уцена и закана гласал за... Проблематични се од тој аспект уставните измени, ако се резултат на кривично дело, ако е под присилба гласањето, тоа секако во една нормална држава би требало да се преиспита и да се види. И колку пратеници до сега на овој или оној начин изјавија дека се присилени и уценети? Значи, тоа треба да се... Ајде вие како судска пракса, како адвокат да ми одговорите кога во 6 саат судија искуцал пресуда да се ослободи човек од затвор за гласови седмица? И од таму да оди на гласање. Кога? Многу е симптоматично. За 40, 50, 60 години судска пракса. Кога? Не се гласало за уставните измени сега. Кога тоа се случило? Видете сега. Дали се случило? Како судска пракса, ве молам да ми одговорите. Чекайте сега. Значи, не сум на обвинителна клупа. Не сте. Имаме уште 4 минути само да... Не, барам одговор, чесен, поштен. Јас ви кажувам дека е многу симптоматично спроведена целата постапка и тоа треба да има систем кој што ќе го истражи сето тоа, да не го преюдицираме сега. Инаку и за мене е многу симптоматично тоа што пратеник значи, противправно.
Израдете се правнички, кажете дека е противправно. Да ми напишете, Симптоматично не, противправно кажете. Како да кој термин да го користам? Нема, користете го вистинскиот термин. Кога ви одговара противправно, кога симптоматично. Па во оваа фаза и на дебатна емисија може само да биде симптоматично. Нека биде симптоматично, цртичка противправно. Добро, сега цртичка, добро. Тоа е да го слушаме господин Тотес. Само едно треба секој граѓанин на Македонија да го знае да биде на чисто. Меѓународно право не постои. Тоа е една флоскула, не постои. Заради тоа што нема инструмент кој што може да го спроведе. Правото е ако имате полиција, обвинител, судии и на крај затвор каде што некого ќе го сместите за прекршување на одредени меѓународни закони. Меѓународно право е кодификација на одредени норми кои што меѓу себе државите како постоеше как тогаш објаснете? Ама сега ајде не навлегуваме во овие институции, веројатно илузијата е дека постои сакам право. да ви кажам. Знам тоа што му е илузијата. Океј, јас некаде ја насетувам и во добар дел сум согласен со тоа сакам да го слушам. Меѓутоа, добро да сега не ме се да се лувате сослушаме, немаме време за меѓусебна дебата, пошто стануваат уште 30 на секунди. Треба да знаеме и да разбереме една работа. Ние сме мал народ. Точно тоа. Кој што мора да води многу сметка за геополитички. Ама да не се враќаме, немаме време околу сите тие работи. Не да, ама ако сакате место мене да одговарате, Фродем, ако сте толку демократи да одговарате место мене, земете одговарете се. Не проблем е. Ама 10 пати вие сега. Извинувам, немаме време за не сакам да ме навредам. Ама ќе си одам ако ми упаднете уште една, ќе ви кажам. Имаме уште затоа што уште една минута има од овие 3 минути што ги зборувам, вие зборувате 2 минути. Ако те навредив, меѓутоа беше добронамерно. Ама ви благодарам на добронамероста, немој Чичко, не ме брани друг пат. Може така? Добро да не те степат многу. Сега, значи, треба да водиме сметка и да ни е секогаш пред очи курдското прашање. 35 милиони луѓе талкаат по овој свет, немаат држава заради тоа што 2 пати во историјата направиле погрешен чекор. Сега се обидоа да застанат на страната на американската коалиција во Сирија. И па го изедоа. Се извинувам, без прекинување, бидејќи навистина немаме време. Значи, поведете, завршете ја мислата. Оној што зборува дека Преспанскиот договор ќе го поништи, категорички тврдам дека лаже, дека ќе се повлече од таму. Грешки има многу направено оваа држава и околу тоа и околу имплементацијата заради тоа што не го разбираат Преспанскиот договор и заради тоа што ставија се на таа карта. Јас сум убеден и знам сигурно дека на Заев му е точно кажано дека промената на името не ти е единствената работа и услов за отварање на преговорите. Ти недостасуваат реформи. Меѓутоа, свесен за тоа, е направена таа измена се со цел да се излезе ме теравте вие ова да го направам, реформи не правев, меѓутоа дајте ми датум заради тоа што ќе се врати ВМРО во спротивно кај нас. При крај сме, да. Инаку, не сме воопшто врзани според Преспанскиот договор да го употребуваме Северна во овој момент што го кажа колешката дека пред отпочнување на преговорите со Европска унија. Има низа документи и тука има тој технички и политички приод. Имате само уште 30 по 30 секунди. Сега јас нема да ви дам. По 30 секунди. Сега јас ке нема да. Ама мене ке ми го скратат времето од одјавна шпица. Значи во 30 секунди околу едно заокружување околу сите дилеми на третиот пат, на кој начин и со кои само на 3 клучни аргументи да ги скратиме, ќе се обидете да ја разбиете таа црно-бела доминација на двете големи партии со тие пајтон коалиции внатре. Па видете, 30 секунди. Сега, во овој момент, Македонија, граѓаните на Македонија се народот македонски е конечно свесен дека и едната и другата владеачка мнозинска партија од македонскиот народ практично се цело време во дослуг и работат за нивните исклучително лични, да кажам, партиски и лични позиции да ги задржат, а не да ги
да кажам, афирмираат народните Добро, интереси. таа анамнеза, диагноза, Така. 3. Сега, бидејќи во овој момент македонскиот народ 70% не се изјаснил да гласа, нема да види во ниједна политичка опција што ќе се понуди самата на престојните избори со овој политички модел што ќе биде за гласање, односно стариот модел, останува единствено осојузување на сите помали политички партии и здруженија, граѓани кои имаат авторитет, честност, чест и образ да се појават пред македонскиот народ за да го побараат гласот на македонскиот народ. Ви благодарам. Госпоѓа Саздовска. Јас ќе бидам многу кратка. Прво сметам дека конечно е време да се излезе од комфортната зона на сите кои што мислат дека некој друг некогаш и во други услови треба да реши и да одлучи за нив. Значи ова е апел до сите кои што не излегуваат на избори, кои што мислат дека нема потреба да се гласа и така натака. Единствен момент е да се превземе активност и да се излезе на избори да се гласа. Второ, тоа може да се случи само ако имаме фер и демократски избори. Значи пак ќе повторам, доколку ја немаме таа шанса, ништо од ова што го заговараме не може да се реализира. И на крај сакам да заклучам по трето, вие ни дадовте 3 точки да кажеме. Македонскиот народ е многу мудар, затоа и обстојува до денеска во таква однаква форма како и да е. И сметам дека ќе успее да препознае дека сега е шансата да се донесе вистинската одлука на вистински начин и дека излезе на избори дека каже и да ја прокламира таа своја волја. Турци, вашите 3 адути во 30 секунди. Одговорност и неказнивост мора да се елиминира во Македонија. Значи, одговорност да има, неказнивост да нема. Значи, прекршителите на законите мора да одговараат по секоја цена. Второто е намалување на трошоците на државата, заради тоа што вака скапа држава не можат да издржат ни многу побогати општества, значи патни трошоци, финансирање на политичките партии од буџет, расфрлање со пари. Трето се реформите, меѓутоа првата реформа мора да биде намалување на администрацијата и тоа мораме да бидеме согласни сите партии дека тоа е метастазата што не уништува, заради тоа што речи си мислам секој понеделник зимаме кредит за да ја плаќаме. Не може тоа да продолжиме кон бездната. Мора да имаме дури и со големиве партии консензус дека тоа мора да го направиме и дека ние нема да ги критикуваме ако тоа навистина зема да го прават. Значи, она што го зборував, Естонија со електронската администрација успеа драстично да ги намали трошоците на администрацијата и сега е држава што најмногу издвојува за образование, за здравство, за слични проекти. Значи, без реформи на администрацијата, без страв дека ќе загубиме некакви симпатизери, меѓутоа и тие луѓе треба да знаат дека не можат да живеат во систем кој што не продуцира толку национален производ за да може да ги храни. Едноставно, тоа е метастаза што не уништува. Меѓутоа, реформи мораме да правиме, а ако ги исполниме реформите, да дојдеме на ниво како што беше Словенија пред да влезе во Европска Унија, тогаш нема ни многу да биде битно влегувањето во Европска Унија. Само 5 секунди, бидејќи сте најнови и најактуелни, уште една за крај, на 23-тие ќе го знаеме веќе президиумот или и председателот или не? На 7 декември. На 7 декември. Ви благодарам. Ви благодарам на сите што бевте вечер во мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Вакви дебати веќе можеме да кажеме почна пред избори, ќе имаме уште многу. Останете на тоа.